Директоре, каква е улогата на оваа институција во однос на реформите во македонското образование? Бирото за развој на образованието е клучна институција за развојот на предучилишното, основното и средното образование во нашата држава, и тоа во однос на изготвување на концепцијски документи што предвидуваат развојот на секој одделен систем на образование, во изготвување на наставни програми, во спроведување на истражување од областа на образованието, како и во давањето стручна и советодавна помош и поддршка на наставниците, а и сега најновата надлежност во давање на мислење за кариерното унапредување на наставниците во наставник-советник, наставник-ментор, наставник-советник. Дали истите луѓе што биле вклучени во претходните реформи учествуваат и во најавените? Вработените во Бирото за развој на образованието се стручни лица, професионалци, советници кои што учествуваат постојано подобрување и унапредување на образовниот систем во нашата држава, и се разбира дека учествувале и во претходните реформи, за да може да се согледаат слабостите и добрите страни, за да може да се согледа што и каде биле евентуалните пропусти, а каде се добрите страни за да се унапредат. Реформите не започнуваат и не завршуваат. Образованието согласно новото време кое живееме стануваат континуиран процес на менување и приспособување на училиштата на најдобриот интерес на учениците. Колку луѓе се вработени во оваа институција и што работат кога нема реформи? Благодарам на прашањето. Институцијата има околу 150 вработени, од кои половината се стручен кадар, но за да се одговори на потребите на наставниците и училиштата, ова бројка не е доволна, значи не задоволува бројката од советници. Затоа заедно со Министерството за образование и наука сме во разгледување на можноста за делумна трансформација на институцијата и зајакнување на капацитетите. Како што пред малку спомнав, образованието е континуиран процес. Ние не чекаме само реформи, туку постојано сме на терен, постојано правиме истражувања од различни сегменти на системот, анализа на наставните програми, нивната реализација, предлози за подобрување, спроведуваме обуки на наставниците, изработуваме педагошка документација и евиденција за училиштата, упатства за реализација на наставниците, прирачници за наставниците и така натаму. Навистина имаме многу надлежности, но за жал и недостиг на кадар. Колку се слушаат професионалците при подготовката на реформите и наставните програми, и дали при носење на одлуките е пресудно политичкото влијание, односно партиските програми? Во секој сегмент на нашата работа вклучуваме професионалци од различни области, експерти од високото образование, од сите научни дисциплини, исто и практичари од наставниците од сите училишта. Сите тимови вклучуваат различни профили на експерти. Работиме транспарентно и инклузивно во подготовката на сите документи. Политичкото влијание не е можно доколку мислите на некоја одделна политичка партија. Но доколку сметате за следење на владината политика, тоа секако, бидејќи ние сме орган во состав на Министерството за образование и наука, и нормално дека ги следиме политиките на владата. Но сакам да истакнам дека тоа не значи дека запоставена е стручноста и професионалноста како на нашиот кадар, така и на надворешните соработници што ги ангажираме за креирање на планови програми и за сите други документи. Дали е можно во една година да се направат квалитетни реформи и истите да профункционираат од септември? Добро е што го поставувате ова прашање, за да разјасниме во јавноста. Едно е подготовка на реформи, изработка на концепт, а сосема друго е имплементацијата. Затоа ви велам дека е можно ние да изготвиме концепт, да подготвиме наставни програми за едно-две одделенија и да обучиме наставници, да подготвиме план и динамика на имплементација.
Секако не може тоа да се спроведе во целиот образовен систем, тој е во основно образование. И тоа е она што се обидуваме постојано да го објасниме на јавноста. Ние не имплементираме реформи во сите одделенија од септември. Не ја завршуваме реформата, таа ќе се одвива сукцесивно во наредните 5 години. Влегувањето со новите програми ќе оди постепено обуката на наставници, ќе оди постепено изготвување на материјали, така да се ќе оди постепено, нема да влегуваме во сите одделенија од септември наредната учебна година. Затоа е потребно да се смират стравувањата и да се посветиме на нашата работа, што не очекува, а тоа е нови наставни програми за прво и четврто одделение за учебната 2021-2022 учебна година. Директоре, ви благодарам за интервјуто. И јас ви благодарам.